Ова Исер Марвец. Поздрав, драги гледачи, вечерашнава емисија е посветена на туризмот во Македонија, меѓутоа од една друга гледна точка. Соговорникот мој не е човек кој се бави со туризам. Сакам да го видам и чујам неговото мислење и начинот на кој ние стопанисуваме во туризмот и дали ќе може нешто малце повеќе да промениме. Ви го најавувам Петар Богоевски. Кажете ми дали во вашата агенда и како стои туризмот? Прво благодарам на покана. Јас сум прв пат на оваа телевизија, Вистел, и посакувам успех на вашата емисија. Мотив да прифатам ваша покана бевте прво лично вие и вашата долгогодишна рубрика Дали знаеш, која сум ја читал многу често на социјалните мрежи и од која може да се научи многу. Второ, затоа што во собственост на моја компанија е авантуристичкиот камп Корија или Вудленд во Крушево. Па имам некоја допирна точка со туризам во делот на приватниот бизнис. И трето е она кое е предизвикувачки во агендата за економски раст и развој на Македонија во рамки на нашата партија, македонски концепт, во која имаме зацртано 4 постулати на економската програма. Производство на храна, извоз на туристичка понуда, извоз на електрична енергија и извоз на IT производи или софтвер. Мислиме дека за сите 4 компоненти има апсолутен огромен потенцијал во нашата земја, а сето тоа некако ни е дадено од Бога. Имаме едно од најплодните почви на планетата Земја. Имаме најмногу сончеви денови и можности за развој на секаков тип на зелена енергија. Имаме невидено историско и културно наследство и природни убавини кои може и природно богатство. Кои може да бидат дел од компонентата туризам. И имаме од Бога дарба на нашите деца, на нашите најголеми ресурси на Македонија се човечките ресурси. И имаме огромни таленти во IT светот, во модерниот свет на производство на софтвери, каде што нашите инженери се едни од најбараните и најплодотворните на светот. Така да не случајно ги имаме избрано тие 4 компоненти, во која компонентата туризам ја поврзуваме на интересен начин со враќање на некој начин да речам, да не употребувам тешки зборови, нека биде изнесениот финансиски капитал од земјата. Нашите политичари или бизнисмени изнесуваат, сведоци сме дека изнесуваат финансиски капитал во повеќе милиарди евра од Македонија. Се инвестирали, се чуваво низ светот. Многу тешко е тоа да... Ја знам дека граѓаните имаат други желби со тоа, меѓутоа капацитетите и реалноста е таа и многу тешко тоа се третира на поинаков начин, освен на нивно мотивирање да се инвестира во земјата. И така наречената амнестија на капитал треба да биде поврзана близко со тие 4 дејности, вклучително и највеќе туризмот. Затоа што од лично искуство кажувам, туризмот бара на почеток големо вложување, да, за да има фидбек низ годините. Охрабрувам да се инвестира во туризам, бидејќи приходите се големи и инвестициите исплатливи и се враќаат. Но можеби на подолго рок, но повеќе кратно. Но тоа бара многу посветеност,
пожертвуваност и многу работа. Доколку човек се одлучи да работи со туризам, тоа мора да биде негова примарна дејност. Јас не сум во можност, за жал, да се посветам на мојата визија за туристички развој или инвестирање, иако сум инвестирал многу во таа смисла во моето родно Крушево. Сепак, за жал сум, нели, определени во други гранки, универзитетски професор, политичар и професионална кариера во друга смисла, но сепак не се откажувам и од таа намера. Да се вратам повторно и да дополнително вложиме во тој авантуристички туризам кој има огромен потенцијал во Македонија врз база на природните богатства и можности. Да не зборувам за историското културно наследство на нашата татковина. Крушево е познато и по парагвајдерите. По? Парагвајдерите кои се секоја година се повеќе на некој начин доаѓаат и едноставно се одушевуваат на тие можности. Да, меѓутоа, ако зборуваме во поширок контекст, прво ние многу малку имаме направено да го искористиме наследството од предците за развој на идните генерации. Тоа е и образование и едукација, но тоа се огромни финансиски придобивки. За жал, кај нас ако вложуваме во тој дел, во да речам некое археолошко наоѓалиште, граѓаните сметаат дека тоа е фрлање во пари по камења. Викаат, па што ги фрлате са парите, глупости, таму некои камења ќе откривате. А граѓаните не знаат дека од тоа се прави таква приказна. Да не имаме буквално повеќе приход од тие камења, отколку од вкупното производство, еве да речеме во раноградинарски производи. Како тоа, би го взел пример, многу размислувам за Пелагонија и Пелагонскиот регион. Ја мислам дека скоро никој не знае дека на територијата на Мариово и Пелагонија се наоѓало едно древно и многу моќно кралство, кое е исто така интересно за светот, колку што е долно македонското кралство на Аргеадите, кои сите го знаеме. И ако видиме што направиле Грција, денешната модерна Грција, таму, и од што се прават приказни. Ќе видиме дека многу малку направиле, а добиваат фидбек во милиарди приходи, во евра од туризмот, од кои тешки милиони се токму тоа македонско кралство. Ако ги посетиме древната Ајга и Пела, ќе видиме дека грците не успеале 100 години да го отворат ни амфитеатарот во Ајга, каде што е убиен Филип II Македонски. Ако се качиме 50 метра погоре и ја видиме палатата на античките македонски кралеви, ќе видиме дека таа е повеќе покриена отколку разоткриена. Односно, тие трупаат врз неја бетон и ставаат некои нови блокови по шема која, како тоа било во антиката, а од автентичното има многу малку. Пела е скоро цело време затворена како град, особено делот на новата палата. Античките градови, античките гробници ги имаме и ние во Македонија, не ги отвараме. Ја имаме во Бонче отворена и раскопана и никој не сака. Така. Никој не сака да каже, да ја направи една теза каде и што има во тој дел. И направени се два музеи во кои еден последниот музеј на Македонското кралство во Вергина, во селото Вергина или населено место, ќе се бележи дека таму еден обичен хангар
кој може да направиме секогаш, Македонија може да го изгради и без европска помош, мада тоа е направено со европски пари, а може да направиме и ние со европски пари. И наредени се само највеќе клинци, кои се најдени по тие археолошки места, има малку пластика, изработка некои скулптури, дел од тие познатите македонски маски златни, завршува се. Сега ние се враќаме, јас ќе ве вратам се во горното македонско кралство, во Пелагонија. Ние ништо не направивме, Македонија како држава постои скоро 80 години, ништо не направивме да го откриеме прво престолнината, Пелагон, на тоа кралство. Оприлика се знаат контурите на тоа кралство, кај Крушевица селото, висока порта. Таму немаме ни допрено да отвориме таа древна македонска престолнина, која може, сите ги речат, па сега ќе фрламе ли ние таму 100.000, 500.000 евра во тоа. Да, ама таа ќе донесе 500 милиони евра во популаризација на тоа древно македонско кралство. Никој не знае дека тоа кралство имало комплетна фортификација. Не е само Хериклеја Линкестис. Таму е и Стибера. Исто така една од престолнините на Горна Македонија. Таму е античкиот град Керопотово, кој воопшто не е отворен. Таму се античките градови околу денешен Прилеп. Таму е тврдината заштитник ке Крушевско Норово. Таму е Крушевската тврдина, во самото Крушево, кој никој не го знае и никој не го отворил. Сите слушнале за Крушево. Ама никој не слушнал дека има и античка тврдина. И тоа се е под земја, за жал познато само за криминалците, кои во денешно време може да купат детектори на тему и да ги донесат за 300 евра и со тие детектори да украдат милионско вредно македонско историско културно древно наследство, кој што го крадат со години. Со години, јас имам податоци за стотици кражби на тој регион. Замислете како тоа ќе изгледа ако неколкуте тврдини и неколкуте престолнини и градови ги отвориме, ги популаризираме, ги понудиме на светот, направиме мапа на тој цел дел Битолско, Прилепско, Маријово, па и Кавадаречко, пошто тоа кралство прецело по течението на реката Црна, со фортификацијата на целата Пелагонија. И тоа го понудиме рамно на она што оправат грците со древното македонско кралство доле. Тоа кралство е запишано во Илијадата на Хомер. Кралот од тоа кралство, вклучително со кралот на пајонците, се учесници во битката на Троја, од страната на тројанците. Иако скоро никој не знае дека првиот кој го ранил Ахил е кралот на пелагонците. И тоа не во петата, него во лактот. И тоа го има запишано во Илијадата, го има и на грчката пластика, прикажано е на оние познати автентични вазни и така натаму. Че ние скоро ништо немаме популаризирано и разработено од тоа. И тоа воопшто не го користиме како стопанска гранка. Него го гледаме, повторно ќе повторам, како фрвање, ај се таму тоа културата. Министерот за култура, некогаш зговоревме за тоа и го поздравив за тоа, и сакам да ја повторам таа негова реченица на негово интервју пред неколку месеци. Културата не е крајот или луксузот. Културата е темелот. Темелот, секако. Ако не се вложи во културата, ние не можеме да ја градиме чатијата или кровот. И во тој дел ние можеме за само на толку една мала географска површина како што е Пелагонија и Маријово да направиме таква туристичка понуда и атракција светска која ќе донесе милиони туристи. Ќе ги заживееме и регионот, и градовите, и селата,
и ќе живее Охридскиот аеродром како најблизок на тој регион. Има и услови да се отвори. Сето тоа поврзано со природните богатства. Секако. Со скијањето во Крушево, во Битола, со храната, со уникатноста во другите елементи, со производството на храна од тој регион. Па ако оставиме тука и наследството на тутунот и афионот, индустријските култури, и ако тоа сето се претвори во една апсолутна туристичка понуда, тоа верувајте ќе носи многу повеќе отколку што денес носат приход овие индустријски зони што ги правиме со странските инвестиции. Јас имам искуство имам здружение кое се вика King Marco Land, кое е на основу на ликот на крале Марко. Од тој крај направено туризам низ легенди. Нема место во Македонија кое нема нешто што не носи име на Марко, и без разлика дали има нешто вистина во тоа или е само почит кон Марко кој се грижал за народот, а не за своето владење. Изработивме храна крале Марко, тоа нема пиперка, нема патлиџан и се што е донесено од Америка. Изработивме сувенири, меѓутоа не успеавме да направиме препознатливост во поддршка на таа програма. Верувајте ми... Тоа затоа што е средновековна историја. Па не само средновековна, меѓутоа која целата... не е толку популаризирана на светот. Зависи на кој пазар го нудите тој производ. Целиот тој е интернационален. Ако земеме дека го има како лик во Бугарија, во Хрватска, во Босна... Па не баш, не би рекол. Верујте. Не би рекол дека крале Марко е толку раширен лик надвор од Македонија. Крале Марко го имате... Легендата за крале Марко е тесно поврзана со водетелот од средновековната династија, која е на некој начин последни остатоци од оние средновековни христијански монархи или деспоти пред падот под власта на Отоманската империја. Неговата легенда живее тука, на Балканот. За светската историографија тој е само дел од оние средновековни вазали кои останале да управуваат под власта на султанот и војувал на страната на султанот против Романија. Многу малку знаат дека тоа е таткото на Дракула кај што војувал таму. И против унгарската монархија, полјачките војски. Така да Сакам да кажам дека таа митовите во кои ние веруваме се клучни за создавање на еден историски наратив. Сите земји користат митовите за својата приказна. Која ќе ве намам и да дојдете тука, да видите што е. И јас имам еден пример поразителен момент. Јас баш пред кога беше првиот снег кога падна во Скопје. Да. Бевме со синот малку се порадуваме на снегот горе на Милениумскиот крст. Таму имаше туристи од Кореја. Ги водеше еден туристички водич од Скопје и им говореше на англиски јазик. И он го покажуваше другата страна од водно и наместо да зборува за богатата историја на тој крај, нели, фреските, средновековните манастири кои таму се наоѓалиште, па има и неолитски наоѓалиште на тој дел од Скопско, тој зборуваше за Јосиф Броз Тито. И ги предупреди неколку пати да не го заборават неговото име. Дури мислам дека лажно представуваше дека и самиот Милениумски крст е изграден од Јосиф Броз Тито. Тоа е крајен безобразлук. И непрофесионализам. Јосиф Броз Тито има свое место во македонската историја, но нема врска со Говрлево, со неолитот, со манастирите средновековни во тој дел, таму било апсолутно развиена цивилизација на тој дел од Скопско.
и нема врска со Македонскиот крст. Така да, мислам дека ние треба малку да ја модифицираме таа матрица, да престанеме да говориме за нашето јужнословенство или јужнословенизирање и малце повеќе да зборуваме за македонството, автохтоноста и нашето вистинско, реално, историско, културно наследство и богатство кој го оставиле нашите предци. Не само предци. Македонија е спомната во Библијата 27 пати. Неспорно. Меѓутоа, некој не ја препознала Македонија како подрачје на основу тоа. Знаете, тоа се работи, јас би сакал, пошто сум прагматичен како човек, тоа се работи на начин на кој тоа се популаризира. Да речем за ова кралство кој зборевме, Пеламонското. Тоа треба да се популаризира во светската историографија и во образовните процеси низ светот, за луѓето да научат за него и да посакаат да го видат. Тоа треба да се понуди на научни симпозиуми за да дојдеме до тој степен на негова популаризација. Можеби никогаш нема да биде популарна како приказата за Александар Македонски и Македонското кралство долно, но ќе биде доволно популарно да донесе огромен интерес на туроператорите од светот, од Европа, од Балканот, да ги посетуваат тие места и да ја видат лично таа приказна. И тоа бара труд, кој гледам, јас се радувам, денеска видов прв пат оваа книга, ви благодарам за вашиот поклон. Тоа бара токму вакво популаризирање, ставање во литература во која приказната ќе се продаде. Дефинитивно таа се продаде. Митот кој го зборувавме, нели, митологијата ќе се популаризира, ќе стане дел од реалните верувања на народите и на не само кај академската заедница и кај останатите. Пред се луѓето кои сакаат да читаат за тоа, па може се направи некоја романтична белетристика во таа смисла, со поврзано со тие горно-македонски кралеви, династии и така натака. И тоа сето ќе стане да се заживеат на некој начин. Да, и сето тоа ќе стане извор на средства во буџетот на Републиката, ќе дојде сериозен процент на незвол македонскиот GDP, а од друга страна е апсолутна добивка за Македонија, бидејќи нема никаков конкурент не само конкурент, меѓутоа и нема никаков не е страшно да имаме конкуренција. Тоа не прави да биме подобри. Меѓутоа немаме никаков одлив на девизи кон странство. Че имаме минимални одлив на девизи во поглед на понудата, пропагандата, но внесот на девизи по тој основ е апсолутно во македонска добивка. Неспоредливо. Тоа ќе биде некаде 99:1, ако не и повеќе. И во таа смисла треба многу сериозно поработиме како општество. Стратегија држава. И како држава, и како институции. Јас сега не сум вклучен во тој дел, воопшто, од тие институции, во тој тип на работење стратегија. Како партија имаме стручни лица и имаме обработена стратегија за туризмот во партијата. Не стигнало денот и тоа да го промовираме. Може би е добро на вакви емисии да поканите некои од стручните лица кои ги имаме во партијата и општо во нашето окружување, кои сака добро дојдени. Да работат на оваа тема. Но верувајте, прво ние многу малку учиме во школите за Македонија. Поразително е во школа да се учи за принос по хектар на пченица во Словенија или во Пајонија, во Хрватска дел Пајонија, а никој не знае за, да речеме, кој да кажеме, кој наоѓалиште да кажеме македонско
Па еве, никој не знае за Ускана. Кическа. Немојте повеќе, Скупи е нешто што... Да, значи никој не знае за Ускана. Што е тоа Ускана? Никој не има отворено градот. Таа е на прекрасна македонска тврдина, подоцна град прераснат, за кој се гинело војните меѓу македонците и илирите, која паѓава под власта на илирите робство. Па имаме цели сведоштва како македонските кралеви подигнувале цели армии за да го ослободат тој град од илирите. Имаме Филипетти, например, една приказна, прекрасна, па имаме како во три правци се движат армиите, тоа може да биде целосна приказна на македонските деца, па да се посети тоа место, да се тргне од Тибера, од каде што тргнал кралот со армиите, па да се појде до Ускана, па да се види фортификацијата на патот на ке Ботун, на ке Охрид, каде била одбраната од тие напади. Че има многу што да се направи во Македонија. Дефинитивно. И за нашите деца прво, за да учат историја од жива Македонија. Тоа што ќе читаат во книгите, тоа ќе го гледаат покрај нивните градови и села. И тоа го немаме, замислете. Не имаме деца во Скопје, пример моите деца, ништо не виделе од ова ако јас не ги однесам. Јас? Во училиштата програма нема ништо од 8 посета на смешни локации, 2-3 каде што се навикнале наставници да ги носат, некои ледени, без веза. Нема ништо во програмата. Од посета по часови по општество, култура, после по предмет историја. Ништо нема ставено тоа што го читаат во учебниците, да го видат дека го имаат во нивната Македонија. Дефинитивно се сложува. Една страшна ситуација во која живееме, една страшна негрижа за македонството. За жал, една голем пропуст во воспитување и образование на нашите деца. Да се чувствуваат своји на своето. Да бидат горди на тоа што е. Да знаат што се и да бидат горди што се македонци. И да знаат што значи тоа македонец. И да знаат зошто денес албанците трошат милиони пропаганда, Албанската академија на науки и уметности денес, кога вие 25-та година, да се прикажат како македонци и да ја уградат македонската историја, да ја прикажат како албанска. Зошто србите трошат милиони да се прикажат како македонци, да го земат средновековното македонско кралство, да ја земат Јустинијана Прима, да го земат Јустинијан и така натака. Зошто бугарите потрошија милиарди, 200-300 години назад, да станат поголеми македонци од македонците. Зошто грците, околу основана Грција до ден денеска, посебно во периодот на современата Грчка република, потрошија милиарди да станат поголеми македонци од македонците. Имаме денес една ситуација каде што сите се македонци, само на македонците им забранено да бидат македонци. А ние направивме ништо на нашите деца да ги воспитаме и образоваме да бидат горди, да знаат зошто се македонци. Значи да знаат, не само во семејствата дека им кажаме дека се македонци, него да бидат себе потврдени македонци. Кој е задолжен за една стратегија на нештата што би требале во тој правец да се одвиваат? Кој е вашето мислење за спојот на култура и туризам и во моментов туризмот стои на мртва точка? Па баш утрово за тоа говоревме со министерот за култура. Во врска со новиот сектор за туризам, кој сега е во Министерството за култура. Да. Тој сектор за туризам мора да биде тесно поврзан со историското културно наследство, особено делот на верата. Што ние имаме стотици манастири и цркви кои може да бидат дел од таа понуда. Христијанството како религија и фактот дека таа земја е запишана во Библијата, они треба да дојдат христијани како што одат во Ерусалим,
Треба да дојдат и во Македонија и да го видат тоа што го читаат во Библијата во живо. Да го видат тоа наследство од повеќе периоди. Рано христијански, до доцно христијанство, византиски период, па до современа црковно организирање. Тоа е клучен елемент. Кој е тој што треба да спроведе тоа е клучен елемент во делот на понудата која треба да ја понуди тоа ново Министерство за култура и туризам. И тој концепт е прекрасен, што ги спои туризмот со културата. Као што ние во македонски концепт бараме да се спои спортот со здравството. И да биде Министерство за здравство и спорт. Бидејќи спортот е превентивна здравствена заштита. Така туризмот е фактички понуда, односно културата е тоа која треба да понуди туризмот. И да донесе посетители и да оствари добивка на целото општество. И во сите тие елементи, во сите тие делови, во целиот тој дел на скупување на тој мозаик, се надевам дека во годините кои доаѓаат ќе се сработи многу повеќе. До овој момент не беше сработено, со чести исклучоци кога одредени македонски влади вложуваа во на археолошки локации, вложуваа на возобновување на манастири, вложуваа во зачувување или санација, конзервација на старите верски објекти. Ма не само верски, аквадуктот е нешто што е болна точка за мене. Па не е болна точка. Тоа половина од децата во Скопје не знае дека постои на само колку 1 километар од центарот на градот. Значи, не е означено. Замислете, имаме ученици во основна школа, не знам, Коле Неделковски. Они читаат за Рим и римското освојување на Македонија или римскиот период во Македонија или учат нешто за Македонија во тој период. А тоа може да го направат ако отидат таму на 1 километар од нивната школа и да видат во живо градба од тој период и да видат во живо што тоа изгледа, каква била таа цивилизација и таа лекција да ја учат таму. Еден од три аквадукти на Балкан. Тоа ќе остане во трајно сеќавање. И знаењето ќе се мултиплицира кај нашите деца. Дефинитивно. Таа тема. Кога они тоа што го читаат во учебник, го гледаат во живи слики, јас се смеам со Кирил мој, викам доста ти е тебе со мртви слики на компјутер, да излеземе надвор да гледаш живи слики. Значи тоа ќе видат во реална димензија, реално како тоа изгледало, што значи таа архитектура, што значи употребата на тоа, која е целта на тие градби. И едноставно тоа е незаменливо во тој процес. Не знам зашто тоа до сега не сме го направиле. И мислам дека ќе го направиме во иднина. Ќе ви кажам еден, може би, неубав пример, меѓутоа во контекст на ова морам да го спомнам. Со една новинарка правевме разговор пред старата железничка станица и деловите од надгробни споменици кои се од Скупи, таа не знаеше дека се тоа. Да, никој не знае дека странците кои доаѓаат целокупните артефакти и епиграфски останати се доста постиката на античкото Скупи се изложени и секој ден поминуваме покрај нив, покрај самиот булевар, значи покрај самиот пешачки, самиот, како кажам, патека за велосипеди и патека за пешаци. Че буквално на 3 метра од тебе стојат тие артефакти. Никој не знае дека тие стојат таму. А да не кажеме за странец музеот на градот дошло. Скопје. И тоа никој не знае да го представи. Имавме посета од еден министер за одбрана од Естонија. Го прошетавме по улица Македонија и кога дојдовме до музеот на град Скопје, кустосот повеќе му раскажа за зборовите на Тито објавени, напишани на тоа, а не му кажа ни збор за историското значење на таа железница, кога е направена првата железница во Скопје,
кој ја правил таа железница и што таа донела. И какво културолошко влијание, каква европеизација направила таа железница која се поврзала Македонија со железница со Европа. Никој не ги кажа ниту романтичните приказни на таа железница. Со налеј во Париз, со Ориент Експрес. Со Ориент Експрес, никој ништо не спомна. А воопшто, верувајте ми, збор не кажа кустосот. За античките артефакти кои стоеја на 2 метра од нас. Веру. Збор не кажа кустосот. И тоа е поразително за мене, верувајте ми. И ако го научиме ние тоа, и ако нашите деца ги научиме на тоа, они самите, другарчињата, дојденците од странство, ќе им знаат да им го кажат и да им го презентираат. Значи, време ни е да вложиме во образованието, во науката и културата. Тоа ќе стане база, а туризмот, туристичката гранка е фактички системот за продажба, за промоција на ова кое го говориме. Дефинитивно. И без вложување во тоа многу тешко. Ќе покажеме на светот дека сме лугата на Европа. Дека белазгите, првите луѓе, да не звучам расно, но фактички де јуре, белата раса, цивилизацијски од тука поставена. И самиот збор Рус, Белорус, а подоле се разбира, нели, Киевското гнездо, создавањето на тој дел, и нашата конекција и со тие луѓе и проширувањето на белазгите од овој полуостров понатаму е поврзан со македонската цивилизација, култура и историја. Јас не сум припадник, да не ме разбира погрешно граѓаните, на биолошката теорија за генетско или биолошко наследство на народите. Припадник сум на културолошката теорија, на културолошкото наследство на народите. И ние генетски може се мешаме без разлика, културата е таа која не обликува со идентитет. И без разлика со какво генетски материјал е создаден нашиот хардвер, мозокот, софтверот кој го инсталираме во нашиот хардвер, во нашиот мозок, е културата, која низ процесот на образование се инсталира. И ако ние таа култура не ја апдейтуваме, не ја осовремениме и направиме еден јасен македонски историски културен наратив, во кој на нашите деца ќе биде јасно, комплетно историски, од праисторијата и неолитот до денес, тоа културолошко наследство. Ние ќе имаме слаби генерации на македонци кои се подложни на нивна асимилација, како што ги имаме денес. Не може децата во школа да учат 5 пати создавање на македонски народ. Тоа е срамота. А го има во нашите учебници по историја. Македонската култура една се создава и таа се наследува низ генерациите и низ вековите. Тоа е река која тече и не запира. Тоа е извор кој дава енергија, која дава идентитет. И ние тој извор не можеме да го кацкаме и да кажеме дека пресушил, па пак почел да дава изворот, па пак пресушил. Че ние имаме проблем во нашиот историски наратив. Че имаме многу за што да говориме за оваа тема, многу да работиме на оваа тема. Се надевам во наредниот период ќе ми биде дадена шанса на мене и на моите соработници баш на ова да сработиме. Имаме еден прекрасен проект за тоа. Да го спроведиме, тоа е од национално значење, од круцијално значење за иднината на македонската државност, која се базира на митовите, легендите, историјата, културата и наследството од тука. И ако тоа не го сработиме, многу тешко ќе можеме и да изградиме свест дека туризмот ќе донесе многу повеќе пари и нашиот народ ќе биде богат народ. Само туризам. И на крајот ние викаме само богат народ е државотворен народ. А за да си го збогатиме нашиот народ, имаме ќе повторам како на почеток на емисијата,
Од Бога е дадено земја, вода, воздух, сонце, природа, комплетно се ни е дадено, вклучително и човечки потенцијал. Тоа да го развиеме. Само треба да знаеме како, да посакаме и тоа да го систематизираме, да го организираме и да го спроведеме. Колку, пак ја повторам, една генерална стратегија за сето тоа фали во оваа држава? Не сум, морам да признаам, лаик сум во темата на стратегиите, стратегиското поставување на темата туризам. Јас читам по медиумите, вака сум отворил на интернет, има десетици стратегии за туристички развој. Кои се на папир. Има десетици објавено, публикувани некои студии, но повеќе сметам дека тоа служат колку да се оправдаат некои трошоци во некои институции кои сосема непотребно постојат. Дефинитивно. На нас не треба едно Министерство за туризам, еве нека биде сега заедно со култура и туризам е прекрасно. И по таа пирамида треба да се создаде структура која тоа здраво, нормално, но и посветено ќе го сработи и веќе ќе станеме препознатлива земја во светот и веќе луѓето кои ќе спомне Македонија нема да прашуваат дали е во Азија или во Африка, него ќе знаат точно каде се наоѓа, ќе знаат треба да дојде. Што тука може да видат. Само во оваа ваша книга, ако заеме да читаме денес, ќе ни треба до вечер само слики да ги покажуваме, а не можеме да прочитаме, само слики да ги покажуваме што тоа ние имаме да му покажеме на светот. Ние сме за жал при крај на разговорот. Мене ми помина брзо времето, меѓутоа имаме уште многу што да се раскаже и каже за Македонија и македонскиот туризам. И со задоволство ќе прифатам да еден од следните разговори биде со некој од вашите луѓе во кои тој дел на стратегијата на туризмот воопшто се разгледува или се дава како можност дека е нешто што пропуштаме со години. Благодарам на тоа и мислам дека ќе биде вистинска поголема емисија со вистински луѓе. Драго ќе ми биде. Благодарам многу за покана. Драги гледачи, се надевам дека успеавме да ве заинтересираме, да на некој начин ја согледаме позицијата на туризмот и од една друга гледна точка и дека ние навистина имаме многу што да кажеме, имаме што да направиме за да утре живееме од туризам. Лично сметам дека тоа можеме да го направиме. Апсолутно.